Good evening. This is Peter Vrtkovski on 2NUFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата и ваша македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Тоа беше убавото и најново оро на Димитар и Спире, битолско жикино. Поздрав до сите во Битола. Да проследим едно ново соопштение. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 5 и недела на 6 декември. А сега да го проследиме соопштението од нашата македонска заедница овде во Ньюкастел. Едно многу важно соопштение. Председателот на нашата македонска православна црква овде во Ньюкастел. Писмото гласи: Генералниот комитет заедно со нашиот свештеник отец Пецо Петровски на нашата македонска заедница од Ньюкастел спрема стратегишки план што се започна пред 1,5 година. Има решено со голем согласност да се вложи капитал во нашата црква Успение на Пресвета Богородица, за да се реновираат многу работи што беа предвидени од претходните управи, ама не исполнати, и исто така и нови идеи од сегашната управа, од средната и од помалата генерација. Генералниот комитет сака да ви извести дека планот за реновирање беше во голема мисла и со голема согласност и со големиот капацитет, можност и искуство на сегашните раководители се решија да се започне програмата за реновирање на нашата сакана црква. Програмата на реновирањето што ќе трае околу 2 години и ќе зависи од паричната донација од нашите македонци од цела наша заедница овде во Ньюкастел. Работите што се во мисла за реновирање се следните. Прво, покривот на црквата е од азбестос, материјал што е неприменливо за телото кога почнува да се рони со време. Овој материјал поставен пред 50 години, веќе си го помина времето на трајност и мора да се смени со
контролиран план и ќе се покривот со ламарини или герамиди. Ова мора да се направи за да не му се остае проблем на наредните генерации, нашите деца од нашата заедница. Второ, таванот во црквата однатре ќе биде поставено со виткан материјал што ќе му дај голем лик и убав лик и ќе ни овозможи во иднина да се испента со религиски фрески. Трето, во исто време со новиот таван однатре ќе се постават тркалезни стубови покрај надворешните зидови, што ќе му придонесе многу голема традиционална и православна атмосфера на црковниот храм. Четврто, во таванот ќе се постават низ покривот околу 2 до 3 метра тркалезна купола со мали јамчиња што ќе придонесе добро светло во храмот на црквата и ќе и дај однадвор добра традиционална лик на православен стил. Петто, боксите каде што се палат свеќите ќе бидат преместени кај влезот на црквата од десната страна со доволен капацитет со фен за тргање на чадот од свеќите. Шесто, клупите што се од страните на зидовите покрај иконите ќе се фатат и ќе се постават нови дрвени клупи со по 5 редици на страна што ќе се пулат директно кон алтарот. Седмо, зидот што го дели храмот и алтарот на црквата што ги покажува иконите се вика иконостас. Овој зид ќе се постави со резбани дрводелија околу иконите на 12 апостоли и сликата на тањата вечера и другите светци и ќе биде во традиционален православен лик. Осмо, големите прозорци во црковниот храм од северната страна ќе се сменат со друго стакло и ако е можно ќе се постават црковни слики на новото стакло. Девето, подот на црквата во храмот и на влезот ќе се смени со нов карпет или со полишано дрво на повеќе места каде нема карпет или ќе се постават плочки што пасуваат за црквата. Десетто, нов голем еir-кондишион ќе се постави за да ги замени 4 мали системи за да ни се исчистат зидовите многу поубав изглед. 11. Црквата цела ќе се испента однатре. Ова е многу радосно време за нашата заедница да ги постигнеме овие нови работи за нашата црква што е 50 години стара ова година, за да сите заедно да можеме да се гордееме со новите работи. За повеќе информација околу програмата на реновирање на нашата црква и како што можете да подарите вашата голема сума парична помош, слободно може да се јавите кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148, исто и кај секретаро Ристо Веловски на 0414 296910. Повеќе информации ќе ви се известат во наредните радиопрограми и на Facebook за реновирање на црквата. Еден стар македонски изговор вели: сложни браќа куќа градат. Со Господ напре и со поддршка од сите наши македонци ќе се постигне све за подобрување на нашата заедница овде во Њукастел. Со почит од председателот Сашо Стојчевски и сите членови на Генералниот комитет на нашата македонска заедница од Њукастел. А сега да проследиме нешто од вестите од Македонија. Василевска вели: Заев манијакално уништува се македонско, како да станува збор, на пример, за неговиот заден двор. Доаѓам со генериран гнев кон оваа персона која продава се што може и се што човек не може да помисли дека може да се продаде. Истиот тој поранешен градоначалник на Струмица, овој струмичанец, одлучи да биде на темната страна на историјата. Тој сака садистички, соципатски, манијакално уништува се со една таква сервилност, приглупа насмевка, како што станува збор за неговиот заден двор. И една од главните работи кои им пречи и поради кои сум дел од борбата против
негативната селекција која може да ја видиме во ликот и делото на Зоран Заев, рече Иванка Василевска, пратеник од ВМРО ДПМН, на гостувањето во емисијата Заспи ако можеш, што се емитува на телевизија Алфа. Според неја, премиерот Заев може да спроведува само програма која ја понудил на избори, а не да задира во вакви идентитски теми. Тој нема овластување за ова. Тој може да спроведе програма која ја представил пред граѓаните. Може да оди и чекор повеќе како подобрување на здравствениот систем, повеќе инвестиции, подигнување на економска благосостојба, но не со прашања кои задираат во идентитет, во историски факти. Денес и дете од 5-то одделение знае што биле бугарите. Далеку од земја родена, писмо братот напиша, па го прати в Македонија, секој да го прочита. Земјо моја, светлост небесна, врват дено и мина година. Еј, душава е полна горчина, елат ме предадоја. Ке ми судат злобници, љубов моја, Боже, казни ги, грев направија в Македонија. Ке ми судат злобници, љубов моја, вина најдоја, што ме родила Македонија. Еј, чеда мои, млади ластари, на срце изрезбани. Еј, чувајте ја Македонија, Господ да ве милува. Ке ми судат злобници, љубов моја, Боже, казни ги, грев направија в Македонија. Ке ми судат злобници, љубов моја, вина најдоја, што ме родила Македонија. Рече Василевска. А Муцински вели: недозволиво е политичар како Заев да преговара за јазикот и идентитетот. Тимчо Муцински, пратеник на ВМРО ДПМН, во своето гостување во емисијата Самовистина, зборуваше за скандалозната изјава на Зоран Заев и рече дека незадоволиво е во 21. век политичари да преговараат за права кои се неутуѓиви, како што правото за јазикот и идентитетот. Би сакал примерно да кажам две работи. Прво, ние како политичари треба да бидеме свесни за одговорноста на секој еден наш јавно искажан збор. Таа одговорност, по мене посебно во оваа ситуација, има два елементи. Одговорноста на едни вакви специфични изјави кои што ќе ги толкуваме, веројатно понатаму може да имат негативни
импликации врз меѓународните позиции на државата, но и дополнително да развиваат сериозни фрустрации и многу длабока разочареност кај нашите граѓани. Значи, тоа е прво нашата свест за ова ситуација, но и општо како политичари на секој наш јавен настап. Јас би рекол дека е недозволиво во 21. век политичари да преговарат за права кои се неутугиви. Таквите права се поврзани со јазикот. Таквите права се правни поврзани со напиот идентитет кои се на ниво на меѓународното право регулирани. Недозволиво е ние да си дозволиме да преговараме со било која држава. Тоа е навредувачки, кажа тој. Според Муцински за историја може само да се дискутираат историчарите. Не може политичари да толкуваат и да влијаат врз современата историографија. Улогата на толкување, дебата и дискусија за историјата е на тие кои се компетентни историчарите и во рамките на наука тие може да дискутираат. Но нотурните факти, посебно во современата историја која не е воопшто далечна, кои се општо прифатени на некое европско глобално цивилизацијско ниво. Ние како политичари, колку и на некого тоа да делува примамливо во одреден момент, немаме апсолутно никакво право да го толкуваме на таков начин. Narod biblijski, Gordiče da Aleksandrovi, vekovi za to goneti, jeve sme pak Makedonci, amanet od pradedovci, što davale svoj životi, nema da go zaboravime, rodna grutka da si branime. Teško na predavnici te, si te pored so dušmanite, ne zna za Božja pravdina, nemislatna pokolenija. Što i brišak zemlja iskonska, drevna majka Makedonija. Narode moj, što stori v me, velat nije, ne postoji me, tolku zloka i kegi
junački. Za rodina da se porobi, Vefrlija crni zandani, a dušman poveli drumovi. Teško da predavnici te, site boreco dušmanite, ne zna za Božja pravdina, ne mislat na pokolenija. Što mi brišat zemlja iskonska, drevna majka Makedonija. Dodaде Mucinski. Ne možam veruvaj bez tebe da živeam, spomeni ostavi da Bokovo dušava. Koga bi znao kade si, kade oči predratki, koli te nežno miluvam, ko što te milovav jas. Ako je slušaš pesnava, nokjeska što ja pejam jas, i da gi skrije solzite, srce ke zaplače. Svirači svirete, pesnata me opiva. Ova noć ne spijam za tebe, ja zboluda. Koga bi znao kade si, kade oči predratki, koli te nežno miluvam, ko što te milovav jas. Ako je slušaš pesnava, nokjeska što ja pejam jas, i da gi skrije solzite, srce ke zaplače. Prekasno da veruvam, da se nadevam i da taguvam, ostana vo mene beskrajno
ismijavanje. Już te ne znam kade si, kade oči pregratki, koji te nežno miluva, ko što te miluvat jas. Ako je slušaš pesnava, nokjeska što ja pejam jas, i da gi skriješ sozite, srce ke zaplače. I da gi skriješ sozite, srce ke zaplače. Portite se otvoreni, aj zasvirete, ej svirači, naši od Milza Končija i Pristina od tuđina. Naši od Milza Končija i Pristina od tuđina. Moj pobratime, daj da se pregrnime, peseni da pejme veseli, ću možda prajme do zori, o duša ta raspejana, da se tresi cela mejana. Devere, ličen devere, svirači, svirat pred tebe, tapani grma do nebo, tebe te kanat na oro, tapani grma do nebo, tebe te kanat na oro. Moj pobratime, daj da se pregrnime, peseni da pejme veseli, ću možda prajme do zori, o duša ta raspejana, da se tresi cela mejana. Mil pobratime, danice sretni mladite, do godina da se vidime, za Krštevka da slavime, do godina da se vidime, za Krštevka da slavime. Moj pobratime, daj da se pregrnime, peseni da pejme veseli, ću možda prajme do zori, o duša
dosta je, stanete braća, dušmani, nebo to braća, zemljo moja, ništo neka ne te plaši, se ko nam jas. Dur sum živ i duri dišav, kambani, po gradi ke bijak, ke go čuvam, se koji Boži delo tebe, nikoj da nego zeme. Vo mene glasot na dedo, čuvaj go koreno čedo, nego davaj to, a dedo što go stvori, i bori se, bori. Kreni glava, zemljo gorda, skrigo svojom Bog, ti si večna Makedonijo. Loši ljudje, što ti moža, ti si majko Božja rožba, ne te dava Makedonijo. Kreni glava, zemljo gorda, skrigo svojom Bog, ti si večna Makedonijo. Loši ljudje, što ti moža, ti si majko Božja rožba, ne te dava Makedonijo. Ime to naše sveto sosedi, kade sogrevo ovoj jazik, rađa pesni polni ljubov, pesni od ljubov. Dosta je, stanete braća, dušmani, nebo to braća, zemljo moja, ništo neka ne te plaši, pravdinite se naši. Kreni glava, zemljo gorda, skrigo svojom Bog, ti si večna Makedonijo. Loši ljudje, što ti moža, ti si majko Božja rožba, ne te dava Makedonijo. Kreni glava, zemljo gorda, skrigo svojom Bog, ti si večna Makedonijo. Loši ljudje, što ti moža, ti si majko Božja rožba, ne te dava Makedonijo. Loši ljudje, što ti moža, ti si majko Božja rožba, ne te dava Makedonijo. Тоа беше убавата и нова песна на Орден Неделковски од Скопје. Не те давам Македонијо. Поздрав до сите таму.
srećna bila našta sudbina. Srećna si ti, srećen su mi jas. Hvala Bože što ne spoji nas. Žena moja si za 100 godini, do poslednje stije so mene ostani. Ništo ne sakam, ništo ne varam, samo vakada traje do veka. Tamo kade što ljubov caruva, nema druga sila posilna. Ne znaje za rod, ni tu granici, okeani, a i stanici. Ne znaje za rod, ni tu granici, može i vo da pobedi. Žena moja si za 100 godini, do poslednje stije so mene ostani. Ništo ne sakam, ništo ne varam, samo vakada
Kakva sreća mi te donese, koji te stvoril kako za mene, koga ne možam jaz da prodošam, koga ne možam da izdržam, koga životom me krši na pola, ti mi davaš sila kolema. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Ti ne praviš da se radovam, sve što bilo da zaboravam, i bol temnina da si najdam spas, za ovakov čovek kako što sum jaz, koga sum na vrh i koga sum na dno, zajedno vo dobro i vo zlo. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore. Za tebe, dušo, za tebe, milion bakneži ja čuvam, samo da si kraj mene, samo za tebe, mila za tebe, ova moje ludo srce izgore, ova moje ludo srce izgore. Да проследиме нешто и од вестите од Македонија. Мицевски вели: Заев, ти си срам за македонците и Македонија. Господине Зоран Заев, ти си срам за македонците, ти си срам за Македонија, ти си срам и за своите сопартици, ти си срам за нашите предци, ти си и за секојаш ќе бидеш срам и за нашите поколенија. Ти немаш црвени линии, ти немаш достоинство, ти ги премина сите можни граници. Ти немаш право да ја распродаваш македонската историја, немаш право да си поигруваш со македонското достоинство. Немаш апсолутно никакво право тајно да преговораш и да го договараш и менуваш македонскиот идентитет и историја, за која што се уште има живи сведоци, стои во Facebook статусот на Никола Мицевски. Ти многу пати покажа дека си способен и подготвен на се, но овој пат ти претера, ти изгуби компас. Ти уште не еднаш доказа и покажа дека за тебе ниту дното не е граница, дека ти можеш уште и уште подлабоко и подлабоко. Драги браќи и сестри, драги пријатели и роднини, ова предатство мора да престане. На ова зло мораме заедно да му кажеме доста е, пишува тој Мицевски. Затоа време е конечно граѓаните на Република Македонија, без разлика од која вера, националност, политичко пределба, социјален статус, едноставно сите граѓани на нашата татковина
да не бидат нем наблудувач на ова велепредатство од невидени размери на лицето Зоран Заев и конечно сите заедно исплотено да го сопреме и силно да се спротиставиме на ова брутално газење на националниот македонски идентитет, историја и македонски јазик. Ајде конечно и заедно овој човек да го казниме за ова злодело и предатство на Македонија и македонскиот народ. Ајде конечно овој човек да го испратиме во црната и мрачната страна на историјата, вели Мицевски. Да го покрие срамот на Заев, Филипче шири лажни вести. Ако не ја повлече објавата и не се извини, следува пријава. Благодариме на пиар тимот на Филипче што ни даде можност да реагираме на неговото ширење на лажни вести. Сликата која ја објави на Твитер, каде посочува дека членови на ВМРО ДПМН не ги почитуваат мерките препорачани за заштита од корона пандемијата е од 2019 година, далеку пред почетокот на пандемијата. Со корона стои во соопштението на ВМРО ДПМН, од каде додаваат тие. Велат, знаеме дека Филипче научен да лаже, но не знаеме дека кај него лажењето прераснало во болест. Доколку не ја повлече објавата, ќе заработи кривична пријава за ширење на лажни вести и измама. Наместо да биде војарен на Фајсбук, нека си ја работи работата за што е платен, бидејќи само денес почина 39 лица поради неговата неспособност. Со цел да се покрие срамот на Заев, се обиде да шири лажни вести, но ваква брука, ваква што Заев денес направи, не ја покрива ниту една лажна вест на Филипче, потенцираат од ВМРО ДПМН. Нешто да проследиме и од здравието. Овошјето, виното и чоколадото може да помогнат за понизок крвен притисок. Лошата диета е еден од клучните фактори за кардиоваскуларните болести. Поради тоа, од исклучително значење се истражувањата за врската меѓу исхраната и крвниот притисок. Во еден таков научен труд на Универзитетот во Ридинг, Англија, стручните лица откриле врска меѓу поголемиот внос на влавонол и понискиот крвен притисок кај испитаниците. Во истражувањето објавено во Scientific Reports учествувале повеќе од 25.000 луѓе. Резултатите посочуваат дека целокупното зголемување на нивото на флавонол може да помогне во намалување на крвниот притисок. Флавонолите се природни соединија кои се наоѓаат главно во овошјето и зеленчукот. Тие се една причина зошто храната од црвеното вино до чоколадата е поврзана со здравствени придобивки, но исто така се наоѓаат и во јаболката, бобинките и на другите овошки. За време на ова истражување исто така е откриено дека клучната разлика меѓу учесниците со најголем наспроти намален внес е разликата меѓу 2 и 4 милиметри жива. Предходните истражувања врз поголемите групи секогаш се потпирале на податоците што испитаниците ги кажале за себе, за да се извлечат заклучоци. Но, ова е прв труд што објективно се истражува врската помеѓу одредено биоактивно соединение и здравието, објасни професорот Гантер Калн, нутриционист кој раководеше со испитувањата. Добрата вест според него е тоа дека има многу други причини да се прибегне кон храната богата со флавонол. Покрај тоа што помага во спречувањето на крвен висок притисок. Бобинките се одлични за здравието на цревата, јаболката се добри извор на влакна, а одредени чаеви може да помогнат при надуеност, главоболка и друго. Поврзаноста која што ја забележуваме може да се припише на внесувањето на флавонол, тврди докторот Калн. Уште една соопштението. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 5 и недела на 6 декември.
Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравие, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in New